Бројчаникот што ќе го поставиме да врти на триумфалната капија ќе покажува како секој денар украдени пари на граѓаните се враќаат и ќе биде паметник за секого дека такво зло врз граѓаните за него се одговара. Мала група педери. Страдаа граѓаните и честните луѓе, додека криминалци и насилници од власта и нивни соработници се на слобода. Ниеден судија повеќе нема да си дозволи да осудува невини луѓе. Ниеден судија нема да смее да помисли да монтира судски процеси. Ни во сон, ниеден судија нема да помисли да работи за криминалци. Криминалците ќе бидат каде што им е местото, пред лицето на правдата. Лицето на правдата ќе биде целосно нов, самостоен, независен, совесен, одговорен судски систем. Тоа е време кога секој ќе биде еднаков пред закон. Секој заслужува правда. И ве уверувам, ќе има контрола над власта и ќе има правда за сите во Македонија. Ќе има живот за сите во Република Македонија. Злаки, кравче мое, млекодавно. Сега ќе ти раскажам една многу убава приказна за добра ноќ. Или кошмарна ноќ, сега зависи како ќе ја сватиш. Па види бе, Злаки, кошмарите се сега нормални, секаква слично со вистинските кошмари е сосема случајна, Злаки. Еве приказната, начули ги ушите, напрчи ги роговите. Си беше, Злаки, еднаш една мала земја, која ја вика Република Северна Волкоебина. Прво беше нормална земја, па и направија војна, па после тоа дојде режим, па хибриден режим, па сега е џамити, нели, демократија со недостатоци. Знаеш како ти е таа демократија? Мека неолиберална диктатура. Шиемуга ѓура, што викаат овие комшиите од север Србија. Сакаа да кажат со тоа дека земјава е со фалинки, што би рекле, нели, старите. Во таа измислена држава Северна Волкоебина, Злаки моја, имало многу фалинки. Фалинки во глата, фалинки у мозокот. Народот имал фалинки у џебот, преполна била со фалинки. Но оваа измислена држава, Злаки, била многу горда на своето судство. Имала такво судство, што представувала пример во светски размер. Значи, толку убаво праведно судство имала таа северната, што просто правдата свршвала да биде задоволена во таа северната. Не ѓела во ниједна друга, нели, држава да биде задоволена, само во северната сакала да се задоволена. Ево, таа држава, Злаки, имало крадачи, криминалци, кои не лежеле затвор. Боже пази, никако бе. Во таа држава, Злаки, се одело во затвор само за украдени 100 кебапи, 10 тегли аева, нели, погрешка, нели, ако те намести суди или адвокат. Или може да те намести обвинител, не е проблем. Ама најдобра варијанта е бум-бум, трас-трас, нели, да те наместат, нели, бум-бум, трас-трас, да те наместат за премиер, обвинител, судија, адвокат, нели. Оти во таа измислена држава од нашава приказна, замислете, шефот на специјалното обвинителство бил во затвор. Бил во затвор, Злаки! Злаки бе, абе у затвор бил бе. У затвор бил, а после у специјално обвинителство, мислам, обвинител. И фаќат српка бе, како може тоа бе. И во неа постоел така наречен зелен имунитет. Ти си по ова зеленово, знаеш, она, нели, тоа. Знаеш ти тоа, како биде со зелена тредичка. Например, како бил тој зелен имунитет, Злаки? Законодавството на таа земја не опфаќало членови на зелениот клуб на екологисти на таа Северна Волкоебина. И тоа е направено по урнек на американските војници кои не одговараат за сторен криминал во земјите домаќини, туку ги опфаќа само домашното право. Нели за зелениве, овие у таа државата најверојатно е надлежно Министерството за правда на Мадагаскар. Не на таа северната, Мадагаскар, на Сенегал, на Чад.
Таму е све зелено у ПМ, мислам. Ова измислена земја Слаки имала и уставен суд, и уставни суди имала, ама они биле ненадлежни за се што се случува. Надлежни, Слаки, да ти биле само за предметите на сјуприм лидерот. За примање на плата и за дрвење на седници со глупости. Може да се каже дека во оваа панафриканска земја немала уставни суди, туку усрани суди. Суди кои биле толку усрани и затоа се прогласиле за ненадлежни. Надлежни биле само за потрошувачка на тоалетна хартија, за друго не биле надлежни. И кога во собранието на таа волкоебина бил избран некој си Тальо за председател на собрание, со дигање на две раце, во општ хаос, со подпис на неовластен пратеник Мрсимудовски, со десетици прекршувања на деловниот и уставот, усраниот суд на оваа волкоебина земја се изјаснил дека тоа нема карактер на пропис и не може да биде предмет на уставна оцена. Инаку, кај ни уставни оценки, да ти кажам, се давале само на кучиња на изложба, но не на нелегален избор на председател на парламентот. Не, тоа е никако. Битно е како на шарко му стои опашката, а ако е свиткана меѓу нозе, усраниот суд дава оценка 5, цаци Б, шампион на Северна волкоебина. Така е кога судот суди нели без педигре. А ова иницијатива е безпредметна, рекле од усраниот суд на ова измислена држава од нашата приказна. Па да, само платата и привилегиите се предметни, а да се дискутира за некој од зелената елита кој е узурпирал демократијата, тоа не пали, не е дозволено тоа. Во оваа држава се отидено во 300 мајчина. И обичен, и апелационен, и уставен, и фудбалски суди, и суди за кучиња, и судот на судбината, се испревртено, дури страшниот суд не функционира кај нас, оти да функционираше ке беше овде Рај, Швајцарија ке беше, да функционираше страшниот суд, ама и тој и тука не работи. Се е испревртено, се наопаку, се погрешно, нема допир со правдата. Абе, кој виде лајер од правда, бе, Слаки, бе? Правда има само во приказните, ама не и во оваа наша приказна, Слаки. Најголема среќа за сите нас е што ова е само приказна. И земјата е од бајките. И судот е од бајките, Слаки. Само срањата останаа наши. Абе, не гледаат здрав мозок и не прцаат кој не здрави, бе. 7 дуѓи, судија, 7 дуќани, 12 коли, 12 стана, бе, фамилијава, како да не се голтери од долно дупени, туку да како да е наследство од некој крал, принцот од Монако, што знам ја. Ако се запали стан повисоко од 4-ти кат, можете одма у црква Свети Петка, пошто ниједна пожарна нема да може да го изгаси. Пардон, може да ќе може со скалите на Шилегов од 2,5 милиони евра. Тоа е од 1,5 евра, колку беа таму. Криминалот не се исплатува. Во Македонија криминалот се преплатува. И ако те фатат, имаш со што да платиш, нели? И да ги правиш сите будали. Шифра, мериот. Тоа ви е. Марихуаната за која ги апсат децава низ град, од која риче и чија плантажа е дојдена, шо мислите? Изгледа од зајчеврита и уште мал милион вакви сомнежи на секој чекор за најмала ситница. Зашто? Зошто? Затоа што веќе нема доверба, бе. Сите сме во параноја, сите сме сомнителни за било што. Всушност, реален страв да не си баш ти тој малер, страв за сопствената безбедност и живот, страв од неизвестната иднина, страв и гадење од се што се случува, поради кои младите од овде се селат у свет што подалеку. Без пари се издржува, ама живот во мафијашка држава, тоа не се издржува, затоа и си одат младите. Верувајте му на Чичо. Ако не верувате, здравие и утре има ден. Ке ви се докаже 100 пати. Тоа е.